Почитувани граѓани, Општинската организација на СДСМ Гевгелија денешната пресконференција ја посветува на реагирањата на портпаролот на Општина Гевгелија или портпаролот на ВМРО ДПМН, не знаем. Човекот кој секогаш е задолжен од функционерите на ДПМН, кој после неможноста да се соочат со вистината, тој ги вади од калата со навреди кон политичките противници. Ама, лесно е да плука по гевгеличани оној кој не е гевгеличанец и кој се натурализирал како граѓанин на овој град, оти овде му се дале сите поволности. Ве подсетувам, знае ли портпаролот на ДПМН од која говорница излегува да зборува и дека со тоа прави злоупотреба на општина како институција? Знае ли дека средствата што му се исплаќаат како личен доход не се својна на ДПМН, туку придонес од граѓаните на Гевгелија кој го полнат општинскиот буџет и недозволимо е да ја злоупотребува нивната лојалност, обраќајќи се од општинската говорница. Од последното обраќање на личноста, за која не знаеме да дефинираме од која позиција настапува, слушнавме се и се што, само не вистината. Ако на вистина не се сеќаваат како СДСМ реагираше на загаденоста на водата, јавно нека прикажат некоја седница на која баравме да се отвори проблемот и се уште сме на мислење за овој проблем да се дебатира во Советот. Ама, тогаш градоначалникот со бокал пред себе пиеше вода со цел да ги негира тврдењата за присуството на арсен во водата. Денес пак истиот тој градоначалник после неколку месеци излегува со изјава дека сепак постои проблем со водата и уште фали да рече дека СДСМ е виновен за тоа. Истиот тој СДСМ кој постојано укажава на проблемот, истиот тој СДСМ кој според ваше мислење е виновен за се, па дури и за вашите грешки. Па во чајното плачење останува уште само да кажете дека вие сте грешка на СДСМ. Зборувате за малигни заболувања и морталитет, кои наводно сме ги навели во нашиот прес. Уште една ваша лага. Таква изјава нема во нашиот прес. На вашето прашање, каква вода пиеле гевгеличани од 1982 година па до 2006, нашиот одговор е дека пиеле здрава вода според тогаш важечките стандарди. А од 2006 година, од кога се променети стандардите па наваму, прашањето не ни го упатувајте нам, туку на председателот на вашиот коалиционен партнер, кој го вдомивте во општината како врвен стручнак за локален економски развој. Почитувани, треба ли да ви одговориме кој го краде националното богатство на Македонија? Кој ги узурпира античките локалитети? Зошто се повикувате на нечесно работење? Господа од ДПМН, доволно е да вклучите Сител ТВ и тамо ќе чуете дека вашите членови тимски ги злоупотребувале позициите и ги продавале артефактите. Толку ли ви стана државата својна, па си дозволувате да продавате се што не идентификува како македонци? Спомнавте и дека парите за поставување на нови водомери од КФ банка биле грант и дека и ние сме гласале во Советот, па ви се чудеме на паметот. Толку ли не разликувате што е грант, а што кредит? Да ви појасниме, грант се неповратни средства кои општината нема обврска да ги враќа, а такви средства беа обезбедени од нашиот поранешен градоначалник, кон крајот на 90-тите за изградба на регионална депонија од швајцарската влада. Ако не ни верувате нам, прашајте го вашиот градоначалник
каков договор подпиша, дали со договорот се задолжи општината или не, одземајќи му ја можноста да се фали дека тој ги обезбедил средствата. А кредит е она што вие го зедовте од КФ банка и тоа со рок на враќање од 30 години, а истиот треба да го враќаат сите граѓани. Ние зборуваме за приоритети, што требаше да се прави со тие пари, а не зборуваме дали треба или не да се задолжи општината, бидејќи вие веќе ја задолживте. Го именувате и споредувате председателот на ДПМНЕ со нашиот председател. Според што? Според работното искуство во стопанството? Во политиката? Како советник? Или според времето поминато како државен службеник? Па вие од ДПМНЕ немате ниеден кој излегува на прес, а да не е од јавната администрација. Вие ја водите државата, ја водите општината и сметате дека се што можете да зборувате за сите. Како да сте ни татко и мајка. Простете, ама далеку сте од тоа. Но ако чувствувате дека имате барем малку грижа за граѓаните, тогаш можеби ќе ви простиме утре на прочка за сите искажани лаги. Без разлика како и што ќе ни понудите за време на вашето владење, колку и какви лаги ќе им пласирате на граѓаните, треба да знаете дека луѓето веќе не ви веруваат во она што ќе им го кажете. Луѓето научија дека единствен бенефит од вас им е што помалку да ве гледаат и слушаат. На крај и уште една наша забелешка до почитуваниот портпарол. На пресот излеговте и како портпарол на општината, и како портпарол на владата, и како портпарол на ДПМНЕ. Невидена циркузијада, што би рекол народот 3 во 1. Ама народот бара само едно. Час поскоро да се заминете од власт. Ви благодарам.